Благодарам, председателе. Добро ќе беше заменикот министер да даде соодветно образложение зошто овој амандман се одбива и зошто не се обезбедуваат средства за изградба на ова пречистителна станица која што е планирана на водоводниот систем во Струга, затоа што граѓаните на Струга се доведени во состојба при секои обилни врнежи, водата во водоводниот систем на град Струга да е заматена и да не е исправна за пиење, ниту технички употреблива да не е, а не да не станува збор за пиење. Ова е многу важен амандман кој што е потребен за Струга, но гледаме дека власта нема желба да го реши овој проблем со обезбедување на овие средства 120 милиони денари и така еднаш за секогаш да се реши проблемот со водата за пиење во општина Струга. Покрај тоа што дел од градот се соочува и со недостаток на вода, ова е уште еден многу поголем проблем кој што ќе се решеше доколку се обезбеде овие средства за изградба на ова пречистителна станица, односно да се постават соодветни филтри кои што ќе филтрираат водата пред да влезе во системот за водоводниот систем на град Струга. Ако ги видиме средствата кои што се предвидени во Министерството за транспорт и врски во делот за урбанизам и градежништво, во ставката 3В водовод и канализација, ќе видиме дека средствата во Министерството за транспорт и врски кои што се наменети за водовод и канализација се намалени за цели 98%, што значи дека идната година скоро никој во Република Македонија нема да добие ниту водовод, ниту канализација, затоа што се намалени за 98%. Ставката 3Г проекти за водоснабдување и одведување на отпадни води намалена за 63%. Ова е уште една потврда за тоа што го зборувам дека следната година нема да се изгради ништо. Затоа беше и мојот амандман и следниот амандман после овој што е за изградба на канализациони системи за одредени населени места беше баш во ова ставка за водовод и канализација и со овие средства да го зголемиме тој процент, односно да обезбедиме средства кои што ќе значат многу за изградба и на ова пречистителна станица, а исто така и на водоводни системи за населените места Мислешевски пат, кои што се соочуваат со еден стари дотраен водовод со азбестни цевки, кој е изграден пред повеќе од 60 години и жално е да власта нема слух за ваквите потреби на граѓаните, а гледаме дека буџет имаме од 5,5 милиарди кои што никој не знае каде се трошат. Исто така со овој амандман се предвидуваат средства за водоводен систем за населените места Езерски, Лозија и Пискупштина. Овој амандман го поднесувам неколку пати наназад, бидејќи станува збор за реални потреби на граѓаните, потреби кои што многу им значат. Основни потреби, вода, канализација. И благодарам.